Како што ќе биде планинарење, дружење и добра забава за овој викенд 12 мај или меморијалниот традиционален марш, ќе го наречеме, или онаа убава експедиција за нашиот Чичко Спиро Митков, овој викенд ве канам токму со оваа дружба тука. Таа забава ќе се пренесеме токму на планина со Аница Николова од спортскиот планински клуб Скопска Црнагора и нашиот Горан Богоевски од Macedonian Bike Riders. Ова ми е едно од побавите друштва днес, така што ви благодарам што ќе не почестите со добра енергија и ќе ги предизвикаме сите кои што се на Телма телевизија викендов да си се лоцираме традиционално на Скопската Црнагора или познатата Спирова колиба. Како сте ми периодов? Одлично, еве, поздрав, Христос воскресе до сите граѓани. Имено, честити празници, да. Честити празници, да, и од мене. Во таа чест, еве, да продолжиме, нели, со славење и со добра дружба. Во недела, еве, дојдовме тука, ви благодариме што не поканивте, да ги поканиме сите граѓани, сите кои што се во можност да дојдат на нашиот организиран поход традиционален по 12 пат, кој што ќе биде и овој викенд. Значи, со почеток во 8 часот, предвидено до 18 часот, да биде во текот на целиот ден, убава дружба, организирани ни се 3 одделни тури, значи, кои што ќе се направат. Како категории кои што се ги имаме, да. Значи, во однос на тоа колку се спремни, секој ќе одлучи каде ќе дојде. Значи, имаме спортска тура, имаме рекреативна тура и имаме детска планинарска тура. Сите се, спортската тура тргнува од Љубанци, рекреативната од Бродеци, детската од местно Срамно, заедничкото место е збирот на кај Спирова колеба. Значи, традиционално ова се прави по 12 пат. Избрав убав датум, 12 се убава така. Да, секогаш поминува во најдобар ред, бидејќи како организатори секогаш се трудиме да тоа биде направено онака како што треба, колку што е во нашите можности. Да, именно додека ќе ги гледаме се овие фотографски прекрасни приказни, Аница, јас кажувам дека за мене една од најубавите, ова го кажувам вистина, нели, за да не биде дека секоја експедиција која што ја прикажуваме, не сум ги дал сите, меѓутоа за мене една од најтранспарентни, лесни и уживачки биле секогаш, нели, патеката до Спирова колиба и сум ја одел и во зимски услови, дури и тогаш вистина знае да биде уживање. Како и да е, Чичко Спиро Митков, да, ова е всушност од оние минати изданија кои што ги имате, а и некои други планерски експедиции кои што ги има токму ова друштво. Ќе си го поздравиме и Љупчо Божиновски, кој што беше линкот, нели, за да ви имам во студио. Имено тој и некој председател на самиот спортски планерски клуб Скопска Црнагора, така што во екот е пријавувањето, само да споделиме за овој традиционален марш. Настанот е отворен за сите кои што се љубители на природата. Рековме, значи, како сме организирани, може да дојдат и луѓе кои што ќе одлучат. Прв пат започнуваат, значи нека биде еднаш планина за секогаш планина, како што беше и мојот случај. Јас дојдов, се влюбив во планината и еве ме 9 години веќе на тие патеки сум. Скопска Црнагора е питома планина, значи многу убава. Македонија е земја која што располага, значи, со барем 200 дена врвови, тоа секако и сончеви денови, убава клима за да се развива овој спорт, да го пренесуваме тоа на помладите генерации. Многу ме радува што многу млад свет доаѓа, тоа ми е некако предизвикувачки, кој ќе видам, радост ми е едноставно. Како не? Да, значи младите се разбудени и влюбени се во природата, така да тоа се станува поактуелно. Именно. Годинава имате една од побавите поддршки, Macedonian Bike Riders. На моје големо задоволство што можам денеска пак да кажам дека Горан и целата екипа ќе ви доделат овој меморијален марш на Ќе те поправам. Не само оваа година, значи ја мислам некои 10 години сме заедно. Вистина? Да. Тогаш ќе ми простиш. 10 години сме баш сега многу кога активности знам дека со тебе споделуваме, еве не знаев искрено. Исто ја кога дојдов прв пат, кога организира, мислам дека пред 90 години, се заљубив на таа локација, значи Спирова колиба, тој предел, тој срдо одозгоре што го пушта, а некаде на 1400-500 метри надморска височина, цело Скопје го имаме долу. И од тогаш сме секој со планинари, само тие што си имаат свој патек и си одат од друга страна, а ние со велосипедите возиме и доаѓаме од другата страна. 10 години мислам дека сме заедно. 10 години, нераскинлива врска со овој традиционален меморијален марш. Така е. Колку отприлика факетурата, бидејќи јас пак ја кажам, лесна е, вистина е лесна за оние кои што ќе одлучат прв пат, каде е клучна точка и за велосипедисти и за планинари и отприлика, нели, време колку е траење за Аница, Горан, за
и за едни и за други? Па, јас сега, тие податоци се сите технички објавени во настанот. Ивентот луѓето го гледаат јавно по социјалните медии. Почетните точки, значи, за спортистите е од село Љубанци, за рекреативците е од село Бродец и за децата е од Рабно, место Срамно горе, што е, значи, по таа патека децата доаѓаат до Спирова колиба. Така да се е објавено, се знае, мислам, се уште врти настанот, се уште е отворено за пријава. Сите што се во можност може да дојдат да се дружиме, ќе имаме добра забава, гравче традиционално, така да неизбежно е. Од искуството од минатите години, значи, преубаво беше. Минатата посебно беше убава, луѓето си отидоа дома сретни, задоволни, така да мислам дека ќе биде одлично. И не може да биде поиднаку, мислам, апсолутно. Крајна одредишна точка ќе кажеме дека е Спирова колиба. Може да кажеме дека ќе има и, нели, диџеј, баш ќе биде едно планинарско дружење. Да. Ќе споделиме дека имате и ќе има активности и за деца, баш ќе биде калабалак од добра забава. Да, па има и некои изненадувања, сега нека остане нешто да не откриеме се. Така. Да ги предизвикаме малку луѓето да посакаат да дојдат. Бидејќи самата природа како природа, значи, е величествена, значи, таа ги буди чувствата кај луѓето, не е само обично планинарење, физичко движење, значи, ментално со физичко тело се поврзува, себе спознаваме, значи, повеќе придобивки од планинарењето има, така да и со цело срце ги повикувам сите што се во можност да не дружат. Супер. Само чисто да ги објасниме оние генерални податоци за оние кои што се пријавуваат, на каков начин е превозот, каде е стартната точка, во колку часот треба да се пристигне до одредено место. Ако не се лажам, мислам дека тргнување од село Љубенци. Да, немаме организиран превоз, значи секој доаѓа со сопствени возила, во 8 часот се тргнува од село Љубанци, за децата е во 10 часот и од село Побужје во 8 часот. Ако не се лажам, познатиот ресторан Квин тука некако беше така, ако не се лажам, таму беше стартната точка. Ние имаме друга агенда. Знам дека има велосипедистите имаат друга агенда, бидејќи исто така еднаш кога правевме, нели, активација што се вели пред неколку години, мислам дека чинам беше и пред пандемија, велосипедистите замина, нели, од својата друга спортска рекреативна велосипедска патека. Нашиот старт е од село Сандево, значи од културниот дом пред Сандево, во 9 часот тргаме. Нормално практикуваме планински велосипеди, пошто промоција на планинскиот велосипедизам и Скопска Црна Гора, како што спомне, прекресна. Посета на Свети Илија во село Бањани, тука правиме кратка пауза, продолжуваме после цело време по земјен пат, доаѓаме до местноста која се вика Преслап. Се прави тука поголема пауза, кај што ќе има освежителна станица, сите што ќе доаѓаат со велосипед ќе имаат шанси и малце да се опорват тука и продолжуваме кон местноста исто Караула, така викана. Се спуштаме надоле кон Спирова колиба, се надевам дека ќе стигнеме првата група околу 13 часот, се приклучуваме кон сите планинари, очекуваме докај 15:30 сите да бидат собрани, да, и полека сите да се припремаме, се враќаме назад. Како што спомна горе, ќе има забава, ќе има диџеи, ќе има планинари, ќе има велосипедисти од цела Македонија, значи од сите здруженија, од сите градови. Прекрасна забава, имаме и ние наши изненадувања, некој вид на лотари организирано, така да мотивација повеќе сите да дојдат. Кај нас се поинаку регулирано со котизација овој настан, затоа ќе видат, пратат на нашата фан страница или на Инстаграм секаде каде што има. Пријавувањето е во тек, значи кој сака може на лице место да дојде да се пријави. Само треба си има да напоменам техничко исправен велосипед, почетна кондиција, пошто веќе е мај. Планината е висока, се искачува негде надморска височина од 1400-1500 метри надморска височина. Одлично. Сакав да прашам околу активностите кои што ги има спортскиот планерски клуб Скопска Црна Гора, тоа е стандардно нешто што може би, нели, е и синоним за истиот, дека ја активирате таа млада популација. Во текот на цела годинаница имате активности за деца? Во текот на цела година, според временските услови, значи, кога се дели по лоши временски услови, поспремните планинари веќе се бават и со, нели, такви зимски тури, меѓутоа клубот има годишна агенда на настани и секогаш оние што се отворени за надворешни луѓе што не се членови на клубот, секогаш може да се пријават да дојдат со нас, секогаш тие се во добра организација со организиран превоз, нели, до местото каде што мислиме да се искачуваме, така да имаме годишна агенда што се однесува за движење во природа на
поподготвени или понеподготвени планинари, и тука имаме значи се организирано. Кога во една тура може да се направи нели до еден врв да се оди поподготвените, има една местност каде што може оние што се помалку подготвени да не изостанат, можат да се дружат со нас, меѓутоа до таму докаде што можат според собствените можности. Сега другата активност што е за помладата популација е детското клубче дрвче наше, кое што јас многу се радував кога се отвори, бидејќи станав баба и можев со моите да поминувам тоа. И тоа, ако не се лажам, пред неколку години се така се Па пред неколку години, пред неколку години е. Значи тоа е едно движење 3 во 1 го викам јас, и родителите со децата да поминат квалитетно време, и ние како баби дедовци нели да бидеме заедно и со своите деца, бидејќи животот каков го живееме не ни овозможува многу заедничко време, значи тоа е можност да поминеме ем заедничко квалитетно време, ем да бидеме во природа. Така да затоа ова во иднина ќе го малце попоткренеме, повик до сите родители да се активираат, да ги донесат децата, значи да биде практично може да станат активни членови на Лука и Дрвче, така? Може, да. На тој начин ќе имаме и едукации за дечињата. Значи потребно е само една убава опрема што се однесува до обувки, треба да имаат подобри соодветни обувки, и останатите работи, значи секогаш имаме водич кој што е спремен за нив. И чина маница дека голем дел од активностите на Клука и Дрвче се во близина на Спирова колиба. Поточно таму знам дека исто имале активности. Таму, да. Еве ова што е вака украсена и обоена, ја боја децата, значи од нивните рачиња направена така убава. Реставрацијата меѓу другото звучи страна на младите. Да. Значи тоа беше една акција што ја направивме, беа поделени во 3 групи, значи и нивните рачиња ја украсија така и ја направија во такви весели бои. Супер. Нема да го изоставам прашањето. Macedonian Bike Riders ги започна активностите уште од стартот на годинава по овој горан мемориален марш. Што следува? Знам дека ми го откри. Смеам да кажам дека ќе се прави обиколка на Охридското езеро овој месец, и тоа на 26 мај, практично кога имаме продолжен викенд повторно или по повод и Свети Кирил и Методи, така што многу минаи ќе бидат баш во Охрид, каде што ќе се прави велосипедска обиколка на целото Охридско езеро. Да, ова година ни е 10-та юбилејна. Да, и за малце морници ме полага. Ќе биде посветена на прерано загубен живот на преспанскиот херој Васил Јанкула. Ќе биде во негова чест ова година, ова тура што ќе ја вртиме по 10-ти пат. Значи нема да биде голема помпа дигната за настанот, него ќе биде наменета за него. Во негова чест ќе се врти, пошто ќе збориме во наредна прилика. Човек од церебрална парализа кој со својот велосипед, својот трицикл ја обиколи Македонија некои 800-900 километри. И во негова чест ќе се... Да, во април месец сега почина, и во негова чест со одобрување од неговите најблиски решивме да ја посветиме на него таа. Баш ќе биде повторно мемориален во така нешто, да, пошто тие луѓе вреда да бидат спомнувани, барем нешто да оставиме трак и ние и да се сеќаваме на тие луѓе. Може би нема да добие комерцијално нишка како досега, меѓутоа ќе може да се вклучат луѓе кои што сакаат за обиколка. Точно, секогаш не сме сакале да ние барем Охридско езеро од Скопје да го комерцијализираме нели во тие се. Секогаш било или во хуманитарни акции направено така, како што и поминатото било. Да, сега решивме да ја посветиме на Васил Јанкула. Супер. Инаку, што следува друго од Macedonian Bike Riders, има летова нешто на Победок? Па ние работилници други организираме, правиме, работиме со граѓаните, со, не знам, преку различни проекти. Имавме 2 до сега 3, тоа се успешни акции. Чекаме понатака, нели, малце и овие избори да пројдат, да почнеме ние да си работиме нормално. Да дојде се некако нормално. Спортот се врати назад. Да, освен Охридско имаме и други тури, се вози цела Македонија. Почнуваат веќе не само кај нас во Скопје, него цела Македонија, сите градови до октомври месец нема викенд кај што нема велосипедски настан. Организирано дури почнеме да се преклопуваме некаде, да во еден викенд има дури по 2 и 3 настани кај што ќе се вози. Така да ме радува што и велосипедизмот и планинарството е во голем подем. Вчера бев до Средноводно, изобилуваше од велосипедисти, од планинари. Барем водно ние секогаш викаме почнете со најблиското тука, па после може да се префрлеме на Скопска Црна Гора, Шарпланина, Китка. Да речеме. Да, сите планини се многу блиску, Марко. Со кола сме за 10 минути било каде до кој планини можеме да
Кога ќе се заљубиш еднаш во таа планина, самата те зема во преградки, не те пушта после, не те дава. Само да ве прашам, дали се сеќавате, Аница, помнам дека пред неколку години во утринска антилма јас подели својата лична приватна приказна од каде почнува, ако не се лажам со планинарењето, која беше Скопска Црна Гора беше, Спирова Кулеба, првата тура нешто беше. Да. И потоа почнува нели освојување на други врвови. Дали се сеќаваш на првото искуство? Мое? Па да, сам тргнав со никаква опрема, што се вика, без кацига, без опрема велосипедска, на кај Марков манастир, тогаш беше многу далеку за мене, беше дестинација. И Катланово, да, и сам почнав да прашам, чекај, каде е, не знам, Козјак браната, каде е ваму таму, и секоја недела самото тело, како секој организмот бараше освојување повеќе и повеќе дестинации. Едно ќе кажам секојаш, ако не бев велосипедист, пошто стварно длабоко навлегов во велосипедизмот и со опрема и со све, ќе бев планинар. Пошто така сум, како се вика, и одраснат, на планина сме израснати, потеклото ми е од Крушевски села и Демихисарски, значи планината, живам во Нелези, израснавме на Пантелемон по тие падини на водно, кога деца сме го шетале цело водно, така да немате освојува планината, убавините, од самите слики луѓе може да приметат експресијата на лицата. Да, како се вика, наградата ја добиваме на крај. Така е, сатисфакцијата. Кога ќе го искачиме било кој врв или било која дестинација ќе извозиме, еве сега бев у средата, не знам кој ден више. Бевме до Свети Николе двајца, се извозиме, се вратиме, значи не може да го опишеш чувството после искачувањето некој врв пешки или со велосипед, да, значи 2-3 дена те држи среќа. Јас за мене пак ќе кажам, Бистра Адвенчер ми беше едно најбавите и најголеми искушенија, мора да признам, од 60 неколку километри и 8-9 часа. Тоа беше и го препорачам секој, ама нека биде некој еве денешен разговор, поттик, предизвик за да почне тоа можеби со овој меморијален марш за Чичко Спиро Митков на 12 мај овој викенд. И еве кажавме, љубанци 8 часот, 9 часот Сандево. Ако сакаат велосипедизам или планинарење, ама сите сме заедно таму некаде. Точно. Од прилика од 12 до 12 до 13 часот се собират сите. Како што е ручекот веќе, да спомнам, најубавото вкусно в гравче, се знае каде е. Одлично. Ви благодарам уште еднаш да споделиме ова убава на некој начин и меморијална, меѓутоа и хуман марш кој што ќе го направиме во име на Чичко Спиро Митков. Да, и ние ви благодариме. Целта е тоа, уствари луѓето да бидат се повеќе поблиску до природата. Имено. Да. Споминавме Горан само за крај дека имате нели мала котизација за велосипедизмот, но како се пријавуваат, се не можам да го забележам повторно. Мејлот ќе ми помогнеш, Аница. Каде може да се пријават? Не мора да се пријава, значи наставнот оди отворен е, наставнот може да дојдат и да ни се придружат. Значи не е обавезно пријавувањето. Шкртнете го дека не треба да се пријавите, само да љубенци. Тоа е кај вас, значи. Има поставено 7 броеви таму, може на кој било број да се јават, само да се најават дека ќе дојдат и отворено е за сите. Повелете, планината е отворена за сите. Повикува, така. Кај нас е со котизација, пошто имаме стартен пакет обезбедено за сите учесници, мора да имаме точната бројка, пошто имаме нешто спремно, изненадување кој знае, мислам, ќе дознае кој ќе дојат таму. Може на лице место да се пријават, линкот е активен за пријавување, за регистрација, може на мејл, има телефон оставено за контакт нови, значи има начини кај сакат може да се пријават да дојдат. Супер. Ви благодарам уште еднаш. Беше чест пак да ве имаме и да го најавиме овој меморијален марш овој 12 мај. А во продолжение нашата Цвета Динева и нашата Марија на тема како начинот на исхрана влие врз нашето расположение.